И стварно е убав. Многу убав, нели? Да. Знаеш дека еднаш дури играв наградна игра, јадев смоки, дури собирав сметки од еден маркет. Не, ја гребки правам. Озбилно. Исто и јас, морав некако да го добиам. Еј, снима овој бе. Шо бе снима? Како бе? Здраво дечки, јас сум Кирил. Ова е нашата 15 епизода, новогодишна епизода. И денес возиме Toyota CHR како што гледате. Искрен да бидам, не сум некој голем фан на јапонските дизајни, знаат некојаш да бидат ептен футуристични со нивните дизајни, но Toyota во последниве неколку години со неколку последни модели што ги имаат, навистина изгледаат многу добро и многу ми се допаѓаат. Стварно изгледа многу убаво. Што правиш бе ти? Ја гледам. Ајде брзо позади камера. Стварно изгледа многу убаво. Делумно е така бидејќи е дизајниран тука во Европа. Се истакнува повеќе од било кој друг, всушност и не мора да објаснам, дизајнот се зборува сам за себе. Всушност и многу се согласувам со слоганот на Toyota за CHR, вообичаено, необичен. Се истакнува, уникатен е, нема нешто слично како него и всушност уште повеќе ми се допаѓа тоа што не е мини верзија на RAV4, ниту на билдена верзија на Corolla, што го има кај некои други конкуренти, прават мини верзии или набилдени верзии од некои други нивни модели за да добијат ваков кросовер. Не. CHR се уникатен сам за себе, буквално нема никој друг како него, што многу ми се допаѓа. Инаку ова е освежената верзија на CHR. Сметам дека можеби не им требаше фейслифт, бидејќи и претходната верзија беше доста убава, но доби некој освежување со овие нови LED светло кои што сега се стандардни. Се поврзуваат заедно со маската напред каде што е логото на Toyota, ги нема веќе магленките доле, туку се поставени тука горе. Некои слични измени се направени и позади. Поставени се LED светла и некои измени околу браникот. Тука имате хром украси кои што некои други конкуренти ги користат како фейк издови. Тука не се, буквално изгледат како хром украси, не изгледат лошо, баш ми се допаѓаат, но многу ми се допаѓа и целава форма. Видете, CHR значи за високо купе возило и буквално тоа е. Видете го каков дизајн има тука, буквално како купе, ми се допаѓа многу големиот спойлер, исто така и овој спойлер кој што е добиан од светлата и од багажникот. Многу е кул оваа рачка, изгледа многу добро и многу модерно, но ваквиот дизајн малце прави проблеми внатре. Внатре, кога ќе влезете, гледате дека поради рачките е намален просторот од прозорот, е добиена голема пластика на овој дел. Нешто е намалена и природната светлина внатре, нешто е потемна кабината, да, одреден тип на луѓе не го сакаат тоа. Би сакал да е малку подолг и поголем прозорот, да не е волку многу пластика на овој дел, но сепак е окей. Многу ми се допаѓа што се убаво дизајнирани вративе, тука оставен дел за чашки, немате наслон за рака, тука имате простор, што е окей. Ми се допаѓа овој дизајн тука на пластиките, што ќе го видиме малку покасно и напред. Имате низок тунел, што е супер, но кога ќе дојдете тука, имате дел од тунелот, односно каде што се поставени шините од седиштата, ги буткаат нозет, односно ви ги закосуваат и се буткаат кон другите сопатници, што можеби би ви пречело малку за на подолги патувања. Инаку на средниот дел е доста меко и удобно, што искрено сум изненаден. Не очекував барем за ова возило да е меко на овој дел. Седиштата тука се доста убави, имате простор за главата, имате и простор за нозет, иако некој го критикува дека е тесен позади, јас искрено не го чувствам тоа, иако седиштава се наместени според мојата возачка положба. Имате тука некоја остава во седиштата, немате отворчење од вентилацијата, немате ниту USB приклучок или 12 волтен приклучок на струја, што тоа искрено би сакал да го видам тука. И сега може да се префрлиме напред да видиме таму како е. Напред се направени некои измени. Конкретно, момент, само да намалам, да не ни бучи. Ето така.
Напред се направени некои измени. Конкретно најмногу измени има околу екранчето и мултимедијалниот систем, бидејќи тука сега доаѓа 8 инчен, не доаѓа 6 или 6,5 инчен како што имаше претходно, нема ни дигитален часовник како што имаше претходно. Искрено многу ми се допаѓа целиот интериер, особено многу ги обожавам овие детали на плава, некоја гумирана пластика која што е многу интересна на допир и се движи низ целиот интериер. Дури доаѓа над екранот, добива некоја целина. Знам дека некои се бунат што екраните се вака ставени тука горе. Изгледа како да не е поврзан со интериерот. Тука ми се допаѓа бидејќи со оваа линија изгледа како да е поврзано, но исто така верувате многу попрактично кога возите, не ви одзема многу време да се оттрнете со очите од патот и многу е полесен за конкретно е подостапен при функционирање кога треба да возите и со рака да чепкате некои функции. Имате USB приклучок и исто така со екранот можете да се поврзете со телефон. Дури сега имате опција покрај Apple, можете да се поврзете и со Android, што е cool за оние кои што користат Android оперативни системи. Имате остава за телефонот тука доле, имате две остави за пијалок, дури во едната остава имате некоја пластика која што го зголемува или намалува просторот, зависи како вас ви е потребно. Имате некоја остава и тоа голема е во кај наслонот за раката. Тука имате уште еден приклучок за струја што е кул. Имате некои потесни остави во вратите. Искрено многу ми се допаѓа, внимавале многу на деталите бидејќи имате многу моменти и елементи кои што потсетуваат на диаманти, пример овие копчиња на воланот, тука околу контролната табла исто така овие копчиња, пластиката што видовме позади на вратите, исто така е во диамантска шара, дури тука на коровот имате некои диамантски шари и нормално на седиштата. Тоа е околу како изгледа, околу квалитетот. Toyota на вистина поставиле многу меки квалитетни материјали низ целава кабина. Тука на крајов е нешто по тврда пластика, но искрено не ми ни пречи што таму има тврда пластика, бидејќи она што го гледаме тука на овој преден дел и околу мене што е супер. Сега останува што да го видиме багажникот и конечно да се повозиме, бидејќи едва и чекам да ви ја покажам. Багажникот нуди 358 литри багажен капацитет, што не е најголем во својата класа, но искрено не очекувате некоја преголема практичност, бидејќи сепак ова не е фамилиарно возило, не е ни класичен теренец, така да и оваа големина е одлична за него и мислам дека е супер големо. Имате куќи за качалки и тоа поприлично многу ги има. Искрено до сега не сум видел волку добро изработени куќи. Мера ќе секое користење нивно. Имате некоја остава од страна, немате приклучок за струја. Може би не ви ни треба во оваа изедба. Ми пречи тоа што седиштата не се спуштат од тука, туку морате да кружите од страна. И имате некоја остава доздолу, тука имате резервно тркало, акумулатор, нормално дигалка и се што ви треба за промена на тркалото. И сега можеме да одиме се повозиме. Човече, колку е убаво. Знаете дека со секоја нова кола, со секоја нова епизода одиме, бараме нови интересни локации од нашава држава, интересни места, бидејќи ги има премногу во нашава држава. Видовте во последниве неколку епизоди каде се бевме, што се видовме. И исто така и во оваа епизода сакав да ви покажам со најавата, но со Драган и Фичо малку се заборавивме во најавата, гледајќи го CHR-от. И сега ќе искористам тоа го кажам. Мислам дека препознавте позади кога најавувавме и кога го гледавме од околу. Бевме пред Кале, пред Скопското Кале. Многу интересно место, многу интересна локација. Верувам дека голем број од вас веќе го посетиле, го виделе. Самата тврдина е изградена во византиско време, но и многу претходно. Уште едно CHR-че, што е убаво. Како и да се вратам на темата. Многу претходно исто така постоело цивилизација на истата локација.
Има многу пронаоѓалишта во моментов на Кале. Има големо историско значење. Верувам дека сте го посетиле, некои што не го посетиле, подитно го направите тоа, бидејќи Кале е многу блиску во Скопје, во центарот на Скопје, така да посетете го, видете го. Што ми е идејава, што ми е темата со Кале? Кале е многу издржливо, обстоило толку многу години, толку многу природни неприлики, толку многу различни ситуации и сепак е квалитетно изработено, се уште е цврсто, стабилно. Синоними кои што се користат многу и за Toyota како бренд, бидејќи Toyota е еден од најквалитетните и најиздржливите брендови кои што постојат. Видовте и самите внатре и надвор пред малку колку е добро и квалитетно изработена. И сега со возњава сето тоа дополнително само се потврдува. Знаете со какви улици располагаме ние низ нашиве градови и навистина возњава е многу мека и удобна. Дури со овие 18-инчни бандажи сепак е доста релаксирано, речиси дупкиви да не се приметуваат, што е супер. CHR нуди 3 различни режими на возење, тоа е еко, нормал и спорт. Во еко добивате нешто по економично возење, полесен волан, инаку многу лесно се маневрира, особено низ град. Нешто повеќе се вози на струја, во нормал си е нормално и во спорт си е малку со подсврз волан, со пореспонзивни контроли. Навистина управува и се однесува како еден многу добар хетчбек, што многу ме радува и многу ми се допаѓа. Воланот е многу прецизен, всушност многу добро управува и е многу стабилен. Што се однесува до перформансите, под хобот имате 2.0 бензински мотор во комбинација со електричен мотор, хибрите. Произведуваат 184 конски сили, навистина одлични перформанси. Потрошувачката се движи некаде околу 4 литра, јас успеав да стигнам до 4 литра. Во моментов кога тестираме и ни е потребно нешто повеќе и поагресивни перформанси, да кажам, се крена во моментов е 6,5 литри на 100 км, што повторно е одлична потрошувачка. Не мора да објаснувам Toyota какви хибриди произведува, колку добра е во тоа. Знаете колку години Toyota работат во овој сегмент, колку се добри. Всушност тие се едни од првите брендови кои што почна со ваков погон и дефинитивно секогаш во секој момент би ви препорачал било кој модел, било кој хибриден мотор од Toyota. Навистина се многу добри. Има една работа која што не ми се допаѓа, тоа е менувачот. Не само тука, знаете и со претходната емисија дека не сум некој голем фан на CV-те менувачите, но искрено во Toyota CV-те менувачот е еден од најдобрите што сум го пробал, што сум го искусил и ми менува мислење позитивно, но искрено ми е потребно време уште малку да се навикнам на таа неприродна бучава која што се јавува. Тоа е искрено втората маана, да ја кажам, што би ја извел за CHR. Првата беше со пластиките позади, дека се преголеми. Искрено не ми пречи толку многу, бидејќи ако се купам јас колава, ќе се возам тука, нема позади и не ми е ни гајле позади дали биле големи или мали пластиките. Но за да си ја купам треба да извадам 31.000 евра. Знам дека малку е повисока цената. Реално добивате многу богата опрема со тоа, многу добро возила, но искрено сакам да чуам ваш коментар, да видам вие што ќе напишете, што мислите вие за CHR и што мислите за оваа цена. Дали е многу, дали е малку, дали е доволно. Сепак размислете дека доаѓа со многу богата опрема и навистина е добар и квалитетен бренд. Океј, дечки, тоа беше нашата нова 15-та епизода, новогодишна епизода со новата Toyota CHR. Нема должам многу, бидејќи сакам сега максимално го искористам времето со CHR. Каде е овој сега?
Мисли ќе ми ја крадат пак, ама клучат е у мене. Еј, нека ме. Фича! Чекај, Фича! Дечки, следете, не се гледаме со нова епизода! Чекај!